покрај примената пред и после одморите, секако е примена на пробиотик, како што веќе споменав, паралелно со употребата на антибиотиците со некои 3 часа размак помеѓу двете примања и секако во превентивна смисла, ако почувствуваме било какви нарушувања или тегоби на стомашниот тракт. Не мора ние да сме да речам болни, да не одиме на работа за да имаме одредени стомашни проблеми. Меѓу другото, за тоа и се инсистира на тоа дека треба да користиме јогурт или кисело млеко редовно во исхраната, зашто тие содржат млечно-киселински бактерии, пробиотски култури кои што помагаат да се стабилизира наша микрофлора, односно помагаат количинава на добрите бактерии во организмот да биде соодветна и да не дозволува да доаѓа до стомашни проблеми, а од друга страна да го засилува имунитетот. Така да користењето на пробиотиците во превентивна смисла е уште подобро и поважно отколку терапевтското. Уште подобра работа е што ние практично немаме некои зборувам кај здрава индивидуа без сериозни проблеми, немаме ограничувања временски колку би ги користеле пробиотиците